Здраво другари, здраво другарки. Денеска ќе видиме некои анализи во однос на целиот маркет што се дешава. Немам направено едно сигурно 7-8 дена видео. Така да ќе видиме сега што се дешава со целиот маркет. Знаеме од минатиот пат, невработеноста беше 4,6, гледате тука исто форкаст. Имате исто 4,6 да биде исто за декември, што значи нека нема да се смали. Ова е што ви кажам, индикатор дека би требало да се намалуваат референтните каматни стапки, што следат на 26, мислам дека беа, да, 26 јануари. Гледате, тука има 80% дека нема да се намалуваат. Не ми се верува дека нема да се намалат. Трамп има збесна. Че слушаат, не се намалат. Трампчо готово, мислам дека ќе го утапа овој. Лично со негови две руки има го утапа Джером Пауел, председателов. Гледате, за март нешто се претпоставува поише дека ќе се кратат, ама ова секоја се менја, знаете, во последен момент може да се смени, плюс највише се чекан метрикиве, нели, овие метрики, unemployment rate колку е, вамо колку е инфлација, само да отвори, еве, колку е инфлација, гледате, тука беше смалена 2,7, гледате, тој форкаст пишува дека 3,0 ќе биде следното, што малце може да го забави намалувањето, ама не верувам јас. Значи мора да се почне со намалување, мислам ова е ненормално, премногу се одложи целиот маркет, значи мислам што ви кажам, и самите метрики што се дешаваат, исто така го одлагаат целиот маркет. Значи тоа е малце што да кажам, малце зебано. Некои луѓе почнува да се фалат и слушај, еве Фед пумпа, вика, испринтале 2,5 милиарди, гледате, Will Crypto Market React, не знам што ово она. За мене тотална глупост, затоа што 2,5 милиарди, ако земете прочитате по статијата, ќе видите дека it was said they would sell the securities back to them the next day, значи на еден ден. Ова се краткорочни тие обврзици, као им дава кеш на банкиве, нешто ако имаат пари, дека нели тие се испозаглавени, ако можеме да видиме, мислам дека само да најдам. Bank Unrealized Losses, мислам дека во Q3 беше преку 400 милиарди, тamo и немаат пари банкиве, нема што да продаваат. Мислам го продаваат хитат у загуба. У загуба едноставно ако сите клиенти отидат да си ги повлечат парите, нема да имаат доволно пари, ќе почнат да пропаѓаат банки, тоа е една по друга, затоа што од една ако нема пари, граѓани ќе идат у друга банка да вадат, нели, од сите банки ќе има као каскаден ефект и тоа ќе биде катастрофа и затоа овие им даваат кеш, гледате, 2,5 милиарди ги напумпале, по утре ден овие ќе им ги вратат, тоа е за да се расчистат нешто, има некои долгови, не знам овона, и сега Фед помалце пумпа. Ќе прикажам и на други работи, дека уствари не е она вистинско, ние што чекаме пумпање, значи ова има да биде као се вика баланс шитот на Федерални резерви има се напумпа до врв и со тоа ќе се напумпаат сите добра, значи зборам и за акции, за крипто, за све. Криптото е највише ќе лета, значи тоа апсолутно, тоа не помислам дека нешто друго може поише лета од ова. Што видиме златото, нели, $4,500, не знам што сега нека пред народот, мислам народот се, да не кажам будали, ама идат по некое добро што, пример, јас не би го купувал, особено затоа што не е ограничено и плюс знам дека тука негде му е врвот, може да се качи и на 5,000, ама што правиме, 4,500 кога се качи на 5,000, тоа е колку ќе испадне 10%. И што ако е 10%, кога да земеме еден биткоин да се качи на 120,000 50%. Значи, како се вика, многу боле ние ако чуваме крипто, па да не зборам за алткоините. Алткоините се моментално утепани. Ама што Федерални резерви, еве, крипто React, не знам ово нешто, React, голема работа имаше мала реакција само од крипто пазарот. Колку таму скокна моментално коини, дури тоа беше за вчера, затоа што денеска гледате тука 3 сабајле више. Денеска мислам дека во мал пад се таму. 0,10, 0,17, 0,19. Мислам коините ја што ги следам. Што ви кажам, значи тоа и некој ќе каже и еве сега пумпа, леле ќе биде добро. Дечки,
Значи, не е се уште тоа стигнато на нас што ни треба. Еве, например, за што зборам. Значи, ова ни е индикаторот на нас што ни треба. И колку е напумпано да земам да зумирам и зашто вака ми се направи. Гледате, минимално и шо ако катастрофа, катастрофа. Ова треба да лета, нека гледате, гледате. Гледате што се дешавало, федерални резерви се. Само да видам. Да, зеленото, да. Гледате, гледате, они кои почнале принтат. Гледате што се дешава. Вамо принта и продолжиле принтат. Гледате криптомаркетот што се деша. Значи, они кои почнале од тука, гледате, тука било партал направено, крипто, гледате се, ако земам ова рулеров да измерам, до врвот на биткоин, таму колку ми беше 68.000. Така нешто. 67. Пута 16. Пута 16 од кога почнале да принтат пари. Видете сега. Ние имаме тука од ното, ако земеме да го израчунаме, колку му беше таму дното, 15 или нешто и 600, го земеме до врвот, че имаме пута 7. Гледате, пута 7 имаме. Пута 7 и тоа прави муаве дека не принтат пари. Значи, ова е во она како сега quantitative tightening. Значи, тоа е катастрофа. Во катастрофа ние економија не имаме пумпање на биткоинот. Да, малце килаво, значи гледате, килаво. Тука има она параболично нагоре, вагао нагоре, врвови, што значи дека и тука очекувам да има некој врв. Сега не очекувам дека ќе има волкав врв. Сигурно не би мене очекување дека ќе стигне до 500.000. Ама дека може да стигне до 200.000, може да стигне. Само што јас имам некои други очекувања и кога би вадел јас си знам. Значи, мислам за тоа може да направам некој друго видео, моите очекувања какви се и колку очекувам јас да се напумпа. А тука исто овој индикатор не го кажав, овој индикатор дека економијата работи, што значи дека ова кој ќе почне да се зголемува, економијата нормално ќе се зголемува, со тоа ќе се зголеми инфлацијата. Значи едно без друго не може. И значи пари ќе направат само како сега тие што имаат инвестиции. И тоа највише што имаат во маркет и во крипто. Во друго, тешка работа се направи пари. Мислам, можда и со некои други добри, ама сигурно со толкав процент нагоре нема шанси има нешто друго да се направи. Како и да е, да видиме некои, значи ги видиме чартовите како се направи. Ајде прво да го отвориме биткоин. Биткоин ќе го гледаме на викли и на дели. Само да се отвори. Што ви кажам, дечки, значи тоа е. Тоа е, гледате, они полека, сега ова е заебавање, за мене е заебавање. Се знае, го е почна пишти нагоре, јас знам минациот циклус што се дешаваше, ја легнувам утре дента напумпано 50% нагоре, викам, што е ова да му се не види. Тоа знаете какво пумпање ова, сега што се пумпа, воопшто не личи на минатиот циклус. Мислам, апсолутно е одложен на маркетот, тоа знаеме дека е одложен. Гледате, ако гледаме на што сме тука, на дели. Гледате, а дели сме тука. На дели моментално, гледате, sideways одиме. Sideways, полека. Едва се движиме. Еве, гледате тука, према ако земам, например, на дели ниво да видиме, јас би му ставил дека тука му е сапорт линија. Сапорт линија, тука ќе му ставам, значи негде на 84.000. Што значи може тука негде да се движиме. Ама гледате, значи овој индикатор тука што ми е ставен, ова дека имало buy pressure, значи тука имало многу купување и затоа и тука се врти негде цената. Гледате следното големо купување тука на 110, на 116, на 118. 118.000. И гледате тука исто на daily ние сме испод сите averages. Што значи, мислам според averages ако гледаме, ние имаме bearish на daily. Овдека сме некако sideways, ќе се спуштаме со зголемување, како и да е, значи ние очекуваме некоја друга работа. Исто така, ако земам тука да бележам некој сапорт, ако видам ваму, вакво нешто, че гледате тука имаме као некоја, може дури тријална формација не се направи тука.
Само да видам. Па да, и имам уствари реална информација на daily. Што значи или надоле или нагоре. Тоа ќе видиме. Како и да е, значи на нас ни треба федерални резерви да пумпаат, за да имаме, ако гледате тука од Викли, ни останало на 94.000 дека ќе чекаме. Тоа е. Ајде да видиме, само да го зачувам чартот на daily, да видиме на weekly што се дешава. На weekly. Ајде само да гледате. На weekly сме се останале, значи според Fibonacci retracement, значи од овдека сме го земале, гледате, од вамо кец до горе, до кај што сме вакво, значи ние сме уште тука се вратиме. Значи нивоата, гледате, овие нивоа тука. Так, овие две нивоа. Гледате тука сега што го нацртав сапортот, значи овие две линии тука. Апсолутно и се движиме. И тука може побаво да збориме за moving averages. Значи гледате тука ова што ни е 50 day average, ова е на 50 дена, на 50 дена, испод 50 дена, обично кога се наоѓаме испод 50 дена, според не таму техничка анализа, не знам што, кажува ние се наоѓаме бериш. Значи кај нас е бериш, ама имаме support на 100 day. И тука исто така по Fibonacci имаме, тука имаме друг некој support, тука подале имаме исто support, гледате, тука fake out направи. До доле па се врати. Значи, ако гледаме тука, имаме, се движиме. Значи, имаме убав сапорт, што значи дека сме добри. Ја не очекувам некои нагли движења надоле, ама фейкаути може има колку сакате. Тоа зависно од коцкарите. Значи, се разбереме од коцкарите. Ако земат многу се коцкаат, ќе ги срушват да им земат парите. Што сакав исто да кажам? Например, јас 5,5 години чекам. 5,5 години, значи само гледам чартови, мартови, ова, што ви кажам, значи, од крипто никој не се збогатил брзо. До сега не познам јас таков човек да се збогатил брзо. И тоа се збогатите, според мене, 5 до 8 години. Јас им кажам дека 5 години минимум треба да се чека. И треба да се чека. Да се наврза на техничка анализа. Гледате од тука, која дата само 16 октомври 2023. Значи, ние имаме еден support level од ваму и тука го пробиваме support levelот и сега ни е резистанс, што значи дека више тука ако доаѓе дека 94.000, пак имаме резистанс и оваа линија ќе имаме као резистанс. И плюс по Fibonacci retracement имаме исто како се вика резистанс левел. Значи, замислете се, ова е партал. Мислам партал. Нормално дека ќе го пробиеме, само ќе видиме колку време ќе ни треба, да не ќе треба месец дена, да не ќе ни треба 6 месеци. Не знам што да кажам, дечки. Тоа е. Ајде видиме нашиот друг омилен коин, Ethereum, на Виталик Бутерин коинот. Да видиме што се дешава. Само да се отвори малце нешто споро ми лоадира, ама тоа е логика. Ако имате 600 таба отворени во еден браузер и не знам како очекувам јас па да работи цел браузер, ама работи. Добро. Малце споро го лоадира, ама што правиме. Тука се наоѓаме исто на Weekly. Гледате на Weekly и имаме тука и као резистанс и као сапорт. Повеќе ми личи мене на резистанс дека ни се 100 average. Само да ги зголемо, гледате тука партал стана. Да, као резистанс. Значи, гледате тука 100 и 500 ни се, гледате, значи плава црвена, плавата ни е 100, зелената ни е 500. Значи плавата и зелената ни се резистанс. Тука почнува да се преклопуваат. Сега она Golden Cross, не знам каков крос беше, не ми се ни објаснал за тоа, мислам, тоа за мене глупости. Ама, ако видиме тука имаме една многу јака работа, што се има формирана, ако може да видиме, имаме на Weekly, само да зголемам, ајде само да ги смалам овие работи. Добро. Аз можам поише го гледам чартот, мислам, на ништо не личи.
Тука го гледате, тука имаме триална формација што е формирана, тоа е ептен од дамна. Значи формацијата од 2022 година од јуни месец. Значи оваа формација, триална формација, овие две линии што се оваа и оваа линија што се формираат, че имаме триална формација, он имаше тука фейкаут, излезе од таа формација, па потоа пак влезе, па пак излезе, па имавме над таа формација, па влегавме натаре, што значи да се движиме во таа триална формација. Тука нешто баш преска, нешто гледав, може да имаме некој сапорт и ова да се придвижи нагоре, како што гледав, ама ќе видиме. Тоа зависи, прво и по MACD гледаме дека заслабува продавањето и би требало да преминеме во зелена зона. Кога ќе преминеме во зелена зона, ќе имаме слудирање нагоре. Истото важи и за биткоин. Ако се навратам ваму, истото, значи заслабнува, гледате RSI-от, значи стокастик RSI и RSI се утепани. Значи, што ме под 50 ваму RSI, да знаете дека ова треба, тоа значи дека е препродаден и треба да експлодира нагоре, што значи ние можеме многу да се движиме нагоре. Да се вратам само на Ethereum. Гледате, тука имаме некоја сапорт линија што сум ја нацртал претходно. Гледате, тука била као резистанс, па била сапорт, па повеќе била као резистанс овдека. Да, као резистанс и сега тука имаме некој сапорт ваму. Овдека ни се движи као сапорт, што значи дека имаме прилично јак сапорт. Тоа е, дечки, значи за Ethereum и само се навратам на ADA. Да видиме, нешто испитувам сега со ADA, некои метрики гледам на ADA, па малце повише ја следам нејзе во последно време. Ама ќе покажам сега само да се отвори ова. Ова мислам дека на hourly. На hour мислам дека беше. Да, на 1 hour го следам. Ме интересираат некои работи, сакам да направам некои метрики. Али како и да е, за долгорочно пумпање ќе мора да збори на weekly, значи минимум на daily, а највише на weekly, а може и monthly. Да гледаме. Гледате тука, кога сме почнале малце се пумпаме, нели бевме утепани последниве некои 2-3 дена. Така мислам дека нешто беше. Добме негде на 0.34. Тоа беше малку утепување и гледате тука. Пробиваме, па пак надали, почнува сега еден по еден левел. Бам, 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 кај што сме имале резистанс левели. И сега тука го гледаме, значи тука излегуваме нели од овие линии и ова е више на hourly, ние моментално сме булиш. На hourly сме булиш. Сега нема врска што ќе паѓа, значи може да падне, нели, сапорт ни ова. Овие линии, значи average-от ни се сапорт, така да може да паднеме ова на hourly. Сега ви кажам, има сапорт и гледате, од тука имам некоја линија што сум ја цртал. Само да видам од каде ми е нацртана. Тоа е птен, треба таму скролам. Гледате тука hourly имаме, гледате дури оваа триална информација што се формирала, тоа дошло до триалната формација и пробило нагоре. Да, баш кога го гледав пред некој ден, баш се мислев дали ќе го пробие, на крајот го пробија нагоре. Ова е лудница. Гледате оваа тука исто линија што сум ја цртал, оваа зеленава линија, таа може да ни послужи као сапорт на hourly. Оваа линија може да ни послужи, ова тука затоа што сме го пробиле, ова мислам дека е еден многу јак сапорт. А ако гледаме нели според индикатори, тука би требало, затоа што више продавам, би требало да паѓаме надоле. И гледате, малце паѓаме надоле. Ама ова не е битно, значи ова минимално паѓаме. Да видиме на daily. Само се префрлам. Само ги намалам работиве. Ле, лудница со ова, ја треба да си го очистам чартот. Дури ја не свеќам што сум правил. Ова е лудница. Зашто баш преска го чистам, но се не види чартот и пак нешто има заебанци. Гледате, и hours и days. Да. Треба почнам си го чистам чартот. Ај баш да го чистам. Да видам што ќе направиме. Reset, remove 34 drawings. Добро. Ајде баш ќе видиме сега. Само да видам кај се наоѓам. Само да ги смалам работиве тука, затоа што ми сметаат.
Уствари Магди ќе го оставам. Овој RSA ќе го избришам, за да имам поголем чарт. Само да видам кај се навијаме. Моментално ако може да видиме, че јас од тука негде гледам некоја сапорт линија ваму. Тоест не ова резистанс линија. И од тука некоја триаголна формација. Гледате. Од тука ако земам, некоја триаголна формација. И некако оваа триаголна формација, ова на дели. Се наоѓаме со триаголна формација. Добро, само да видам на дели дали можеме негде друга преземе, нема шанси. Од дели. Ова тука не ептен многу не зебува. Ама и тука го гледам исто. Ако го земам од ваму, гледате сме се движеле надоле. Како во некој тунел, ако може да примети. Ако земам вака, ќе испадне како во некој тунел да се движиме. Да, ова на дели. На дели, што значи дека мора да пробиеме нагоре, иначе ќе продолжиме надоле да се движиме. Гледате дека averages не сакам да зборам, али како и да е, тука има се уште на дели, можеме да растеме и гледате дека почнуваме тука да растеме на дели. 0.36.9, што е добро. Реално е окей ова. Само да видам некои левели кои би не биле резистанс на ваму. Од прилика негде овој левел би требало да биде резистанс на што се деси, зашто ова се отвори. Па место Alt-H, Alt-G стиснав. Да, се греши. Значи го гледаме. Еве еден. Тука резистанс левел. Следниот би требало ваму негде да ни биде. Резистанс левел на 0.60. 0.60 и потоа мислам дека ќе имаме некој левел ваму. 0.75, 0.76 и следен само да видам. Како се поставени другите. Значи ме е левелот резистанс. Значи негде од 0.88 до 0.96. Ете, вакви некои резистанс левели би оставам. Баш ова ќе осочувам. Да видам како ќе биде понатаму. Но како и да е, добро е, денеска малци имаме некое минимално пумпање. Мислам, мене ова не ме радува, мене ме радува кога ада ќе биде над 3. И мислам дека тоа највише ќе следам. Добро, али секако на дели сме некако во бериш. Значи, гледате, имаме значи некој хај што го правиме помало од претходниот, што значи дека како што идеме во бериш. И ова би требало да пробие овој хај ваму што е направен, значи како што кажам на 0.48, за да преминеме некако во булиш да бидеме. Нормално со тоа ќе пробиеме нели јаверичот. Ајде ме видиме викли што се дешава. Во викли зашто мене вака ми се деси? Ми се избриша да сите drawings од претходно. Ова е лошо. Добро, како и да ќе ги нацртам тука тие drawings. Само да си земам array, тоа што ми треба. Значи го гледаме, ваму имаме на ова. Да, тука сме имале, гледате, као некој сапорт левел на викли и минимално зелено имаме, што значи дека сме зелени на викли ниво. И испод сите авериджи сме подале, значи адава партална направена моментално. Ама што повеќе се супресира еден коин, да знаете дека ќе има поголема експлозија. Гледате, тука е супресиран Магди кој е преминува зелено, ќе имаме, гледате, ваму ова е партал 32 е ништо за RSA. Значи, реално треба летаме нагоре. Ама тоа ќе се улучат големите нормално.
Гледате, тука сме имале некој support level, што значи дека ние тука би имале на weekly би имале само да видам, да, би имале некој resistance level. Значи ваму што сме имале 1, 2, 3 сапорта ваму. Добро, ваму сме го пробиле секако, ама секако ова ќе ни биде левел што ќе треба да чекаме. Само видам некои други работи. Ево со, да, ова ќе биде добро. Што ќе направиме? Мислам дека се формираше некоја реална формација, сега баш тоа ќе го видиме. Ако земам арей, ставам од ваму до ваму. Добро. Гледате, да. Се формира реална формација. Гледате, реалната формација е таму 2021. 2021 30 август и доле е од 2023. Дори ја можам да го продолжам ова. Само да видам. Да. Може да продолжам, имате реална формација и тоа многу јака и моментално сме на долна граница. На долна граница, што значи дека имаме бајаги и тука ќе имам исто резистанс левел ваму. Нормално со претходно други резистанс левели. Значи ова ни е еден многу јак, 0.60, 0.61. Така нешто ќе ни биде јак, овој не очекувам многу на 0.77, ама секако исто јак ќе имаме на пред $1 да пробиеме. Дека гледате тука он пробил $1 и секојаш се враќа. Гледате, секојаш. Значи пробивање се враќа, пробивање се враќа, пробивање се враќа. Што значи дека не еден имаме многу јак резистанс. Али ова гледате, ова е позитивно. Ова е позитивно. Имаме ваму. Значи имаме многу за одење нагоре со ада. Реално моите очекувања се прилично големи. Ја можам да ви направам видео едно да видите какви се моите очекувања и кога планирам јас да вадам и зошто зошто така мислам. Може да направиме едно видео такво. Па да видиме што ќе се случува. Али секако, оваа реална формација е многу јака. Гледате, од 2021-2023 година се формираат. Овие се резистанс левелите. Да, за нагоре мислам дека ви имав направено едно видео со техничка анализа, но ако сакате ќе направиме пак. Ќе ви објаснам според техничка анализа колку очекувам јас да биде врвот. И може да видиме некои други индикатори исто така. Зашто, што, како? Пишете во коментар дали сакате едно такво видео. Да се апдейтуваме. Ајде да видиме денеска па зашто имаше качување нагоре. Кај само биткоин ликвидации. Зашто не ми ја дава? Чартот не ми го дава. Ајде уште еднаш ќе рефреширам. Ајде видиме. Моите омилени коцкари да ги видиме што прават. Предпоставувам дека имало преска многу што играле кој шортале биткоин, затоа ги ликвидирале малце пораста. Мислам, гледате, моментално е 0,09% надоле. Така да само да се отвори. Каде ше? Ајде, Bitcoin Liquidations. Гледате, ова не се им познава. Па гледате, они, само видам, денеска сме 28, 27, како што кажав, шорт, гледате, 50 милиони на лонг 20 милиони. Затоа и пораснало. Ова па не може ни да се види, мислите дека по $5 изгубиле овие. За ова, затоа што ова го има, ова личи како $5 да губат луѓето. Они губат со милиони, ама ако нека се коцкаат. Нека се коцкаат. А ние ќе си почекаме да добиеме нагоре цената и тоа е тоа. Нема што друго да правиме. Тоа е, дечки, за денеска. Толку имаме што да кажеме за денес, па ќе видиме во наредни денови што ќе се дешава, дали ќе пробиеме некои сапорт левели, мене ми се сочувани овие.
Само шанс да ги сочувам. Може некои преправки ќе правам нова, но како и да е, мислам дека од прилик овие работи ќе бидат на Ethereum да сочувам. Па ќе видиме во наредни денови што ќе се случува со нашите 3 омилени коини. Тоа е тоа. Да имате убав ден.